Болните од цистична фиброза бараат здравствените власти да обезбедат лекови кои ја лекуваат нивната болест, а не само лекови со кои се третираат симптомите, вели Снежана Бојчин за телевизија Нова, додавајќи дека сите напори да се подобри третманот на болните од оваа ретка болест ќе бидат залудни, ако тие немаат соодветна терапија. Таа објасни дека досега никој не направил сериозен исчекор да обезбеди специјална програма и средства за заболените од цистична фиброза. Значи, најважно од се е да профункционира Центарот за цистична фиброза, да се обезбеди буџет за болните, да се обезбедат помагала за болните со цистична фиброза, а понатаму сите други работи можеме да ги завршиме заедно во соработка со соодветните здравствени институции. Недостатокот од лекови, немањето на регистар за овие пациенти, листа за трансплантација, како и нискиот просечен век на преживување се само дел од проблемите, објаснува Бојчин. Ние за прв пат официјална информација од некоја здравствена институција за бројот на болни, живи болни со цистична фиброза добивме минатата година после интервенцијата на комисијата за пристап до јавни податоци и бројката изнесуваше 102 пациенти наспроти бројката од 124 пациенти која што ја имавме добиено во 2014 година од докторот кој што во тоа време ги лекуваше и беше одговорен за сите пациенти од Македонија. Ден претходно Бојчин, родител на девојче со цистична фиброза, испрати отворено писмо до премиерот Заев, во кое побара на заболените од оваа ретка болест да им се врати центарот во Козле, да им се обезбеди негово доопремување, формирање на регистар на заболените, но и набавка на соодветна терапија. 21 ноември е почеток на Европската недела за цистична фиброза и во суштина тоа беше главниот мотив зашто се јавивме во сите медиуми и зашто беше испратено ова отворено писмо, бидејќи тој датум се совпадна, за жал, со многу немили настани поврзани со цистична фиброза во последно време. Значи, влошена е здравствената состојба на неколку пациенти, двајца пациенти за жал ја изгубија битката со болеста. Сето тоа е последица на немањето решенија за болеста цистична фиброза. Поради тоа што центарот во Козле постои само на хартија, како што вели Снежана. Изминатиот период влошена е состојбата на неколку пациенти. Двајца пациенти за жал ја изгубија битката со болеста. Сето тоа е последица на немањето решенија за цистична фиброза. Болеста е мултисистемска и една од најкомплексните можни болести кои ги зафаќаат скоро сите внатрешни органи. И додека во земјите каде терапијата е редовна и квалитетна, просечниот животен век на пациентите од ова заболување е 35 години. Во Македонија е само 11 години.